Добро вечер, почитувани гледачи. Вие следите ТВМ телевизија и го следите најновото издание на Јокламата. Овој пат ова издание на Јокламата ќе го посветиме во целост на нашата соседна општина, на општина Дебрца. И прв пат во Јокламата, после оние сите политички избиднувања и политички емисии, е градоначалникот на Дебрца, господинот Зоран Ногачевски. Добре дојдовте во ТВМ, добре дојдовте во Јокламата. Добро вечер, добре ме најдов, благодарам на поканата. И поздрав и до гледачите на вашата емисија. Така, не се надевам, знам дека има голем број дебарчани кои што живеат во Охрид и ќе ги интересира за состојбата во општината и за сите оние работи кои што ги интересираат и оние кои што живеат, меѓутоа и оние кои што потекнуваат. Помина времето сега за политика, сега треба да се фатите за работа и да се работи. Накратко само неколку информации за општина Дебрца да споделиме со граѓаните за колку села станува збор, каква е ситуацијата со населението, колку брои општината со оглед на тоа што по територија е една од поголемите во државава. Па така, интересна општина е општина Дебрца, рурална општина. Меѓутоа, факт е дека е една од најголемите општини во Република Македонија според последната територијална организација. 404 километри квадратни, административно во составот на општината влегуваат 30 населени места, од кои 24 се од онај географски дел на Дебрца, 6 се од делот на поранешната општина Мешешта, знаете, во 2005 година дојде до спојување на двете општини, општина Белчишта и општина Мешешта во општина Дебрца. Според податоците од последниот попис, држав тој е уште малку веќе поодамна, 2002 година, 5507 жители има општината. Денес може би таа бројка е малку помала, бидејќи помина еден полувременски период по кој попис не е извршен. За жал, во сите овие последни години имаме негативен природен прираст и сето тоа сигурно се одразува и на вкупниот број на жители. Така. Во предизборната кампања имавте можност буквално да ги посетите сите, предпоставувам, села кои што ја сочинуваат општинава, сите тие населени места и верувам дека слушнавте она што е кои им се најголемите потреби, најголемите барања, најголемите маки со кои што се среќаваат жителиве. Вие и самиот живеете во општина Дебрца. Како е да се биде жител на Па јас постојано живеам во село Волино, тоа е познато мислам и за поширокиот аудиториум. И мојот избор е селото. Не како градоначалник, како жител на општина. Јас мислам дека тоа е факт и дека така е во сите развиени економски земји, дека привилегија да се живее во село, да речем во рурална средина во однос на урбаните центри. Кај нас тоа се уште не е баш така, бидејќи и во поранешниот период се воделе погрешни политики да се напуштат селата, да се врши урбанизација, индустриализација. Населението и од Дебрца и од други краји во Македонија, Мариовскиот, Треканскиот и било кој, да не набројувам се, сега ги напушти селата и замина во градовите и како последица на тоа знаеме што имаме пренатрупани градови сега денес. И затоа акцентот во наредниот период и државата и ние како локална заедница и локална самоуправа треба да го ставиме на развој на селата, враќање на жителите во селата. Сепак, по мене е привилегија да се живее во село. Еве, јас живеам, како што ви реков, во село и немам намера да се иселам од тука. Единствено што треба да ја подобриме комуналната инфраструктура, да подобриме животот на село и сите оние благодети кои што ги имаат граѓаните во урбаните центри да ги почувствуваат и граѓаните во руралните средини. Инаку, она што рековте дека јас ги посетив без малку во текот на изборната кампања сите населени места, па можам да речем дури и сите домаќинства ми беа таргет. Проблемите на селаните ги знам, бидејќи прво тука живеам, а и она што е позначено 20 година јас и работам во локалната самоуправа, значи не доаѓам од надвор, ги знам, сум учествувал во било како председател на местната заедница, било како дел од тимовите на локалната самоуправа, значи како државен службеник, сум учествувал во имплементација на многу проекти за подобрување на животот на селото и токму затоа и во тие контакти со граѓаните и покрај тоа што имав конципирано на предизборна програма, чув и некои други маки кои што сигурно ќе бидат вградени во мојата програма, односно во нашите 4-годишни програми
во наредниот период од мојот мандат. Предпоставувам дека имаше и добри идеи. Секако дека секогаш има добри идеи и затоа јас и кажав и во текот на кампањата дека ова програма која што ја нудам како предизборна не е тоа некоја библија која не се менува. Така. Дека секоја година локалната самоуправа си носи конкретни програми за сите надлежности и тука ќе бидат инкорпорирани мислењата, сугестиите на граѓаните, било како граѓаните индивидуалци, било како организирани преку здруженија на граѓани или во крајна линија организирани преку местните заедници. Тука, значи, секојаш кога ќе носиме тие програми, кога ќе го носиме буџетот за наредните години, ќе го слушнеме мислењето на граѓаните, кои им се поважните и пред се приоритетни проблеми кои што треба да ги решаваме нормално во рамките на можностите што не ги дава буџетот. Кажавте и самиот, веќе 20 години сте дел од државниот апарат и знаете буквално како функционира секој штрафче на локалната самоуправа на Деврца. Конкретно, колку сте задоволни од тоа што го најдовте кога дојдовте на чело на општината да ја водите? Во каква состојба е општината? Па сега на денот на примопредавањето поранешниот градоначалник на општината Трајковски кажа дека општината ја остава со позитивно салдо до 800 и нешто илјади денари. Меѓутоа тоа не е баш така, бидејќи тој го кажа само податокот на салдото на тој ден кога се вршеше примопредавањето. Вие да добиете вистинска слика пред себе за финансиската состојба или кондиција на општината, треба да видите не само колку е салдото, да видите колку ви се побарувањата на општината, да видите колку ви се долговите. И тогаш нормално ќе добиете една слика во каква состојба ви се наоѓа општината кога сте презеле. Во изминатиот еден месец ние вршиме скенирање на таа состојба, на целокупната состојба на работењето на општината, меѓу кои на финансиското работење. Во тој дел можам само да ви кажам на денот ако на примопредавањето на функцијата наследи 800.000 салдо, на тој ден само пристигнати фактури беа преку 400.000 денари. Меѓутоа тоа не е толку битно за разговоров и за состојбата, него другите анализи ми покажаа дека барем најмалку према обврските према добавувачи за извршени работи, било за изработка на проекти, било за градежни активности, некако моментално општината има долг од околу 8 милиони денари. Значи не сме ја наследиле во позитива, него сме ја наследиле во негатива. Меѓутоа тоа е тоа, сега таква е состојбата, тоа не го кажувам како алиби за мојата идна активност, него само едноставно јавноста да знае во каква состојба била наследена општината, меѓутоа во наредниот период ние ќе ги решаваме и тие долгови, а и ќе продолжиме да почнеме да ги реализираме оние проекти кои што ги најавивме во самата изборна кампања. Така. На самиот почеток од разговорот спомнавте дека станува збор за рурална општина и станува збор за општина каде што примерна стопанска дејност е земјоделството. Се сретнавте со земјоделците, планирате, барем вовде во Охрид, знаеме, откупен центар им е потребен и соодветно за, би рекол, со се сите тие нишани за чување на земјоделските производи и услови создавање. Каква е ситуацијата во Дебрца по ова прашање? Па јас секој ден се сретнувам со земјоделците, бидејќи на некој начин и јас сум земјоделец. И во предизборната кампања тоа кажав и можам да повторам дека од дете мало се бавам со земјоделие, посебно со воштарство, производство на јаболка, имам околу 1 хектар воштарник. Проблемите ги знам, проблемите не се мали и покрај тоа што да речеме државата во изминатиот период се обидуваше да речеме со субвенциите и нешто да ги решат тие проблеми, меѓутоа за жал не се решени. Ние имаме денеска ситуација кога земјоделецот и во Дебрца и било каде може да произведе, меѓутоа проблемот му станува после пласмановото производ, ниските откупни цени, кои што не можат да ги покријат ниту оние материјални трошоци, немањето на организиран настап на самите земјоделци и тоа е проблем. Ние немаме ниту едно здружение на земјоделци формирано. Немаме за жал ниту една земјоделска задруга формирано, иако... Мислите ли дека ќе е добро, ето тука зборуваат во Охрид конкретно, тоа е добра работа, за земјоделски задруги враќање? Да, треба мало да го размиеме малку менталитетот на населението, бидејќи денес кога вие ќе му споменете земјоделска задруга, тие мислат за оние земјоделски задруги од времето на социјализмот, кога насилно беа создавани такви задруги, им беше одземан имотот. Денес не е тоа. И затоа јас имам мојата програма, имам напишано дека ќе го поттикнам задругарството
преку одржување на разни семинари, едукации на земјоделците да се запознаат подобро што тоа значи и кој бенефит го носат земјоделските задруги. Меѓутоа акцентот треба да се стави на да имаме и организиран откуп на производите. Ние денеска нема ниту еден откупен пункт. А од друга страна и тоа што кажавте за другарството и во тоа помага. Да, помага. Нема ниту еден откупен пункт, денеска разни прекупци доаѓаат и по монополизирани ниски цени кои што тие ги воспоставуваат, го купуваат производството на земјоделците. Значи тука треба да се стави акцентот на откупен пункт и да се побара, да се анимираат одредени инвеститори кои што би инвестирале во Дебрца, меѓутоа не во некоја индустрија, него пред се во преработувачки капацитети кои што сировината би ги користеле од самото земјоделско производство. Тука треба, мислам, пред се да се стави да не биде само откупно-продажен центар и тоа. Да, може, значи покрај откупно-продажен центар, може и некој преработувачки капацитет. Имаме компир, например, може некоја фабрика за чипс, ја карикирам. Така. Или имаме јаболка од некоја фабрика за производство на тие на сокови и така натаму. Значи треба да се најдат такви луѓе кои што ќе инвеститори на кои ќе им се понудат одредени поволности, барем во однос на земјиштето и во однос на тој дел и ние секој се интересиран инвеститор ги имаме слободено плаќање на комунални и сите тие работи. Така. Целта ни е значи тие да понудат одредени услуги од кои бенефити имаат земјоделците и на тој начин би го подигнале и сами стандард на земјоделците, бидејќи сегашната состојба на вистина е многу тешка. Градоначалник, остануваме на тема земјоделство. Многу голем дел од предпристапниве ИПА фондови, вие сте повеќе запознати со тоа, се даваат за руралните средини. Планирате, меѓутоа, она проблем генерално во државава е да се формира за секоја локална самоуправа, не само и тој за Охрид, важи и за другиве и за поголемиве, да се формира тим кој што знае да изработи проект за да може да се исцрпат одредени средства. Да, можности има многу. Планирате во таа насока? Да речеме во делот на земјоделието ИПАРДот е тука. Има и фондови не само земјоделците што можат да аплицираат, има и фондови кои што општината треба да аплицира. Има секојдневно ние слушаме дека многу средства, не знам колкави бројки на средства од тие ИПАРДи, од ИПА фондовите се неискористени поради немање на проекти или немање на квалитетни проекти. Тоа е навистина проблем кој што ги имам согледано. И во наредниот период тука ќе посветам внимание. Една од првите мои активности после нова година ќе биде да формирам еден тим на паметни деца, на паметни луѓе кои што ќе ги познаваат работите и со соодветна доедукација ќе се оспособат да пишуваат такви проекти со кои ние ќе излеземе и пред сите оние фондови, ИПА фондови и други донатори, меѓународни организации кои што даваат, меѓутоа тука нормално дека треба да бидат запазени високите критериуми и стандарди што тие донатори ги бараат. Исто е тука, значи планираме формирање на една таква канцеларија за земјоделство, која што би им помагала и на индивидуалните земјоделци, би ги запознавала прво со што значи ИПАРДот, кои можности ги дава, кои проекти ги финансира, како може да се дојде до тие пари, колку пари се дава и која се документација треба повратно тој земјоделец да ја подготви, да му се помогне за да може да аплицира и да административен момент да не биде негов проблем да се мисли за тоа. Значи сме исто така во негатива во изминатиот период. Она што реков, пари има, а парите треба да се земат. Така. Некои проекти имаше во изминатиот период? Не видов некој проект, барем од не сум запознат дали прво во однос некој индивидуален земјоделец искористил некои средства од ИПАРДот. Во однос на општината, во главном тие проекти кои што беа исфинансирани беа во најголем дел финансирани било од овие националните програми за рурален развој, значи оние кои што ги даваше буџетот на Република Македонија. Единствено сега колку што ме запознаа, има еден проект кој што е одобрен во рамките на пограничната соработка. Меѓугранична соработка со Грција во рамки на ИПА фондовите и во период кој што следи сигурно од пролет ќе биде имплементиран тука. Тоа е во делот на нашиот дел, да речеме на општина Дебрца, во делот на развојот на Белчишкото блато. Така. Значи во делот на рурален туризам и отварање на еден етно музеј во село Белчишта. Така. Малку подоцна ќе правиме муабет за туризмот како стопанска дејност, меѓутоа за една
општината да функционира, а со оглед на тоа за колку карактеристична општина станува збор, ето и самите кажате, потребно е да има и добро јавно предпријатие. Тоа е неминовно. Така. Лицето на Каква е ситуацијата во јавното предпријатие? Комунално, мислам дека беше. знам, ние имаме едно јавно комунално предпријатие кое што е така организирано да ги извршува сите дејности комунални. Меѓутоа, водам, ако погледнеме во изминатиот период, единствените дејности кои што ги врши, тоа е снабдувањето со вода за пиење, и тоа не во сите населени места, бидејќи во дел не е дорегулирано управувањето, односно стопанисувањето со тие системи, таму се уште или местното население или местните заедници на одреден начин стопанисуваат, што не е во согласност со законската регулатива. Така, за квалитетна вода, безбедност нормално, за вода, сите треба да се тие одржува. стандарди кои што ги барат прописите, така. Исто така дел е одведување на отпадни води во едно село само, односно две села кај што се моментално дозавршени канализационите системи и во еден дел од селата од собирање на комуналниот отпад. Но тоа не е доволно. Во наредниот период акцентот ќе оставам и на кадровско зајакнување на комуналното предпријатие, на административно зајакнување, но и на инфраструктурно подобрување на механизацијата со цел да се обезбеди квалитетни и одржливи комунални услуги. На крајот на краиштата реков дека лицето на општината е комуналното предпријатие. Тоа ја дава она убавата или неубавата слика за општината. Ни дојде зимата, имате механизација која што може да ги среди патиштата, пристапните до селата? Да, ние дел имаме механизација, меѓутоа таа е малку и застарена и не е во можност да врши чистење, посебно на ова зимско држување на патиштата, што подразбира чистење на снеговите, посебно ако се има во предвид дека се работи за една општина која што во еден добар дел е ридско-планинска. И токму затоа тука дополнително ќе ангажираме механизација преку јавните тендери од приватни инвеститори, онака како што се правило во изминатиот период. Исто така еден од главните акценти веднаш, да речем, после нова година ми е да обезбедам и соодветна механизација за чистење на крајпатната вегетација. Сега имаме стварно ситуација сите локални патишта да се закрчени од таа крајпатна вегетација, едноставно тешко се поминува по патиштата. Да, како во џунгла да влегуваш, да. Затоа ќе треба да обезбедиме една таква механизација. И оној сообраќај кој што се одвива и транспорт кој што се одвива за луѓе, и тој не може да се одвива. Не може безбедно да се одвива со таква една превозниците избегнуваат да пуштат патна инфраструктура. Тоа е проблем, и не само за секојдневното движење на приватните возила, него и за овој јавен општински линиски превоз. Така. Да се вратиме сега за она што претходно кажавте за туризмот. Претпоставувам дека исто остваривте средби со оглед на тоа што имаме случаи во Деврца за луѓе кои што сериозно почнуваат да се интересираат, меѓутоа веќе некои други си реализираат мали проекти свој, домашен проект ќе се реализира за тој рурален туризам. Разговарате со туристички агенции, со туроператори, планирате допрва тоа да го правите, бидејќи станува збор за прекрасна општина, има многу што да се види и што да се понуди. Па Деврца, ако гледаме од храна од компаративните преноси кои гледаме, тогаш тука се во тие насоки. Развој на земјоделството, како примарна гранка, производство на здрава храна, развој на руралниот туризам, тука може да се додаде и верскиот туризам, рекреативен туризам. Бидејќи општината изобилува и со еколошки чисти подрачја, кои што можат да донесат бенефит. Да земеме тука Белчишкото блато, последно водно становиште кој што постои во Македонија, кој што не е искористено, барем не е искористено како туристичка атракција. Да земеме Статинското езеро, кое за жал во изминативе години не исчезна од водостопанската карта на Република Македонија поради напукнување на браната, која што и до ден денес не е санирана. Иако мислам дека се обезбедени средства преку UNDP и од пролеće треба да се санира. Таму постои можности за тој рекреативен, риболовен туризам и така. Таму има едно прекрасно објектче кое што може да биде ставено во функција на туризмот. Имаме неколку, да речам, верски споменици, односно верски објекти кои што се од постаро значење, датираат од со векови, да речам Сисвети во Лешани или Свети Јован Бигорски во Слатино.
или некои други изградени верски објекти до кои треба само да се стигне со подобрена патна инфраструктура. И сето тоа, традиционална храна, традиционални куќи, можности дава тука и ИПАРД од самите луѓе, односно заинтересирани лица да учествуваат во такви проекти, да земат средства, да се ги средат просторите и да ги стават во функција на тој рурален туризам. Затоа што туристите се многу поќе заинтересирани тоа да го видат, него да дојдат 3 пати во Охрид, затоа што со 5 дена и виделе тоа што има во изминативе години јас често забележувам, бидејќи во Белчишта селиштето на општината. Да не заборавам фолклорот. Да, фолклорот носиите, сето. Затоа и ова етномузеј кој што би се сега изградил, би бил во таа една функција за зачувување на се она што значи културна вредност на жителите на Деваца. Сликарската колонија, вие тука имате... Тука е ликовната колонија, која што 30 и нешто години екзистира, беше една од најпрвите, да речам и највисоко котираше, бидејќи тука доаѓале уметници не само прославени, познати сликари од земјата, него и од странство. За жал, изминативе неколку години тоа некако е ставено испод ниво, затоа и во мојата програма тоа го запиша, сакам да го вратам стариот сјај на интернационалната ликовна колонија Деваца. Од Ташковски имате дела, мислам, таму има многу дела во ликовната колонија кои што стварно претставуваат голема вредност. Така, има тоа огромна. Тоа треба да се негува и да се продолжи, да се чува и да се изложи, да му се покаже и да се врати истиот тој сјај што некогаш го имаше таа интернационална ликовна колонија. Тоа многу убаво може да се направи и да донесе и пари. Сигурно. Значи, многу малку треба да направиш една убава приказна и да привлечиш туристи. Јас изминативе години, сакав преска да ви го кажам, гледав често случаи, со секојдневни, посебно во летниот период, овие туроператори носеа туристи, посебно од Холандија, кои што доаѓа во Белчиште и едноставно ќе посетеа, таму имаме еден човек кој што изработува целе, гајдаџијата. Го знаете, гајдаџијата. И доволна атракција само тој беше, а камори да создадеме уште некои неколку елементи кои што би го склопиле тој мозаик за културен развој, туристички развој на Деваца. Можности има, треба понекад да ги искористуваме. Промоција треба да направиме малку подобра, него од ова што досега имаме, да направиме некој етнофестивал, да направиме некои други манифестации кои што би биле во функција и на културниот да ги извадат килимите, и само да ги извадат килимите што ги имаат дома. На Деваца, да. Само килимите да ги извадат и носиите дома и да се изложат и многу работи поинтересно од тоа, многу работи така стојат сега скриени под олапите. Да. На старите куќи во низ Деваца, наместо сето тоа да биде извадено пред јавноста и презентирано пред пошироката јавност и заинтересираните. Тоа знае да биде многу интересно за туристите. Ајде да направиме една пауза, да одиме со еден краток блок реклами, а потоа си продолжуваме со разговорот со мојот денешен гостин, зборуваме за соседната општина Деваца и за сите оние можности кои што ги нуди. На добро познатата локација во строгиот центар на градот, со одлична храна и музика за сите префинети вкусови. Повелите во Fish Lunch Bar Лихнидос и присуствувајте во прекрасната атмосфера овој викенд заедно со група Сарај, Тајфата, Димитар Андоновски. Во Лихнидос го оживуваме вкусот на традицијата во боемски дух. Повелете и бидете дел од нашата приказна. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентлмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Пампела, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. Атва Хоум Центар.
на над 10.000 производи за вашето домаќинство и градина поблиску до вас, во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана, на површина од 600 метри квадратни, можете да најдете се за вашиот дом. Постојани неделни акции со атрактивни цени. Огромен асортиман на производи од домашни и странски производители кои ќе ви помогне во уредувањето на просторот и купување подароци без да го оптовари домашниот буџет. Атва Home Center. Ладна зима, топол дом. Кармен Бау Центар ви нуди камини од програмата Фабиго по неверојатно ниски цени. Одберете го вашиот омилен модел: Крека, Робот, Ларго, Хера, Блек или Класик по цени од 5.990 до 15.990 денари. Кармен Бау Центар за топлина во вашиот дом. Хотел за парно Максима од Екошпар загрева максимум 250 метри квадратни. За домот штедливи, за природата грижливи. Премиерно на ТВМ телевизија научно-фантастичната серија Бегалци низ бескрајот. Не пропуштајте една од најгледаните научно-фантастични серии од 90-тите години, преполна со акција, невидени специјални ефекти и вонземјани изработени од работилницата на Джим Хенсон. Кога американскиот астронаут Џон Крајтон со своето летало ќе заврши на другиот крај од Вселената, минувајќи низ една просторна аномалија, ќе се најде на милост и немилост од група бегалци кои патуваат на биомеханички вселенски брод, бегајќи од расата вонземјани наречени миротворци. Патувањето за Џон ќе прерасне во потрага по сличен феномен со кој би се вратил дома, а за сите останати ќе значи борба за живот. Патувајте низ најоддалечените делови од Вселената во друштво на најчудните вонземски ликови. Само на ТВМ телевизија. Хотел Гарден, пицерија Леонардо и туристичка агенција Елида Турс во поддршка на Охридскиот ракомет. Пренос во живо од надпреварите на ракометниот клуб Охрид 2013 на телевизија ТВМ во соработка со 2 студио. За нови победи, за младите, за спортот, за тоа што го сакаме Охрид. Гледајте ракомет во живо на ТВМ. Ете, почитувани гледачи, после кратката пауза за реклами, ние си продолжуваме со разговорот со мојот денешен гостин, градоначалникот на соседната општина Дебрца, господинот Зоран Ногачевски. Се извинувам, зборуваме за сите оние можности, меѓутоа и за потребите, и за барањата, и за идеите кои што ги имаат дебрчани, како е, впрочем, да се живее во една рурална средина. Градоначалник, еден од, посебно не само за Дебрца, туку за сите рурални општини во државава, еден од најголемите проблеми е пристапноста до примарното здравство на дебрчани. И тоа останува уште проблем, аптека, доаѓаат во Охрид, ајде има сега во Белчиште, има функционална амбуланта и мислам дека и во Слатино почна функционира. Да, точно. Во права се, еден од проблемите е примарната здравствена заштита. Не е проблем, сега јас го кажав, проблем, погрешен збор, потреба. Потреба, да, точно, една од најголемите потреби, ако се има во предвид и старостата возраст на населението. Така, структурава на населението, тоа јасно е дека тоа е еден од приоритетните не проблеми, односно потреби на граѓаните примарната здравствена заштита. Точно е, ние функционира една амбуланта, рурална амбуланта во Белчишта. Дел од таа амбуланта, не знам сега точно во кои денови се праќа лекарски тим во амбулантата во Сливовски Анови и има еден примарен доктор во село Лешани. И тоа е сега за сега. Имаше една приватна иницијатива за отварање, за рестартирање на амбулантата во Требениште. Јас мислам дека тоа ќе го завршиме тој проблем, дека и во Требениште ќе добиеме сега
една амбуланта во која барем според најавите на приватниот инвеститор, тука би се давале повеќе поголем тип на здравствени услуги. Можно е, има ли услови во селата кои што се поблиску до Охрид за аптека? Тука беше, значи во тие рамки кај тој приватен инвеститор е планирано отварање на рурална аптека, што навистина е голем проблем, бидејќи сега и оние кои што ја добиваат приватната заштита во тие амбуланти, потоа се приморани да доаѓаат до Охрид да дојдат до оние неопходни лекарства. Така. Значи приоритетно е да биде ставена во функција рурална аптека за подрачјето на општина Деварта. Што е со образованието? Имате дечиња? Образованието ова година беше бројот помал, меѓутоа лани имаше и колку што се сеќавам. Бројот ни стагнира, тука е да речеме плюс минус околу 230 на дечиња во основното образование ни се. Тоа е реалност. И кој ќе се жалат како ги викаме градскиве деца дека имаат проблем со одење на училиште, би требало да дојдат во Деварта. Да, ние во главном ги решаваме и ќе ги решаваме проблемите барем во однос на образовната инфраструктура. Ќе понудиме некои други да речам мерки кои што ги планирам за основното образование. Во прв ред една од тие мерките ќе биде да се обезбеди бесплатна ужинка за секое дете во основното училиште во транспортот за децата. Транспортот го решаваме, мислам ние, општината, преку средства кои што се добиваат од наменската дотација од Министерството за образование и наука. Ќе ги стимулираме исто така учениците преку давање на одредени стипендии, давање на прогласување на првенци на генерација, така. Подршка за талентираните ученици и така натаму. Меѓутоа, најглавната мерка која сакам да ја воведаме, она што ви кажа, значи бесплатна ужинка за секое детенце. Така, што би било супер за дечињата во секој случај. Исто една од најголемите потреби, не само за доаѓање до Охрид, сега да не бидам погрешно сватен, за доаѓање или до Кичево, до градскиве средини, е самиот транспорт во самава општина. Планирате да се сретнете со превозниците, го направивте веќе тоа? Не сум се сретнал, меѓутоа ќе решаваме проблемот и со оглед на тоа што јавниот превоз. Ето, јас сум поврзан некако со Деврца, од година во година или на 2 години, на 3 години се помале бројот на оние линии кои возат и од Охрид и кои возат таму. Тој училишен транспорт кој што си функционира. Добро, училишниот тоа е веќе друго. Учениците од средните образование кои што патуваат од подрачјето на општина Деварца, целата во Деварца во училиштата во Охрид е регулиран преку општината, општината Охрид во случај, бидејќи средните училишта се обврзани да обезбедат средства за тој превоз. Зборуваме за онај линијски превоз на патници. Така. Тој е регулиран бидејќи се работи за поврзување на општина со седиште во град со општина со седиште во село, се регулира помеѓу двете општини со посебна спогодба, со која се дефинираат возните линии, се дефинира сатницата на тие возни линии. Во наредниот период ќе го решаваме тој проблем, односно ќе распишеме јавен оглас за обновување и на спогодбата и за обновување на возните линии. Ќе ги усогласиме според барањата пред се и потребите на граѓаните, како што имаат посебно овие граѓани кои што во најголем дел патуваат од селата на работни места во Охрид. И подобрување на она друга инфраструктура која што е во функција на линијскиот превоз, обезбедување на автобуските тие стојалишта на стрешници и така натаму. Тоа го имам планирано во програмата и мислам дека ќе успееме во Постои ли веќе некоја, мислам дека една имаше кај што видов функционална кај Требени. Има неколку на стрешници кои во изминатиот период биле ставани, некои се во функција, некои се тотално веќе и уништени. Ќе треба тоа да го решаваме и сигурно ќе го решиме. Се во функција на подобрување на тој општински линијски превоз. Така. Општина сте низ која минува и впрочем се гради автопатот Охрид-Кичево. Ќе донесе бенефит кога ќе биде завршен за општината, меѓутоа би носи моментално и малку повеќе проблеми од безбедносен аспект. Нормално дека се работи за една главна сообраќајница, која што е и од големо значење за општина Деварца, бидејќи во еден добар дел од 17 и нешто километри поминува и низ територијата на Деварца. Така. Се работи за коридорот 8, автопатот А2 сега како што е дефиниран. Меѓутоа, она факт е дека тој сигурно дека ќе донесе бенефит.
меѓутоа и факт е дека на терен доста се одолговлечуваат изведбените работи. Тука и актуелното министерство за министер за транспорт и врски и министерството и инвеститорот јавното предпријатие за државни патишта ги кажаа проблемите кои што ги наследиле. Од аспект на општина Дебрца, јас имав една средба со надзорниот орган и со инвеститорот во јавното предпријатие. Разговараме за одредени проблеми, односно одредени сообраќајни решенија кои што со проектот за изградба на автопатот не се решени, особено неколку приклучоци за селата на самиот автопат и изградба на тие споредни патишта со кои ќе се обезбеди подобра комуникација, односно подобро поврзување на самите села во Дебрца со автопатот. Со автопатот. Затоа што не може да биде поминува патот, да остана целата исклучена. Да, имаше многу пропусти во тој проект, така беше ни беше ни презентирано. Немаше ни приклучоци оставено на повеќе места и се отежнуваше самиот тој приклучок. Сега дополнително се ревидира проектот и ќе видиме кои од сите наши барања кои што се оправдани ќе бидат инкорпорирани во тој проект. Така. Од аспект на еколошкиот момент да внимаваат со оглед на тоа дека сте се сретнале со инвеститорите, имаше проблеми со тие базни станици за шакал. Да, видите, имаше тука проблеми и навистина тука минатата влада направи, да речем, упат во самата законска регулатива. Имаме ние случаи сега, еклатантен случај, јас ќе го споменам, поставувањето на бетонската и асфалтната база од страна на инвеститорот Викторија во Ново село, на земјоделско земјиште. Така. Поставен е како времен објект, тоа му го дало законот, бидејќи измените на законот овозможија такви времени објекти да бидат поставени во функција на изградба на инфраструктура од државен карактер, како што тоа го цитира законската регулатива. Меѓутоа, јас ќе речам, да, можеби тоа се објекти од времен карактер, но последиците можат негативните некој да бидат трајни. Да, ако некое семејство се храни буквално од тој дел, како тоа земјиште не може да го вратите во функција повторно. Ситуација на препад да бидат поставувани такви инсталации. Значи без да се почитува она редовна постапка и регулатива. Прво, за да поставите такова една постројка, треба да донесете урбанистички план, треба да направите стратегија за еколошка оправданост, влијание врз животна средина. Ние имаме ситуација таква една бази, такви да бидат поставени точно до течението на реката Сатеска, а знаеме Сатеска каде се влива, знаеме дека од Сатеска се врши наводнување на земјоделските култури и сето тоа сигурно дека има големо негативно влијание врз животната средина. Не сум против поставување на такви инсталации. Меѓутоа треба да се најдат соодветни места, макар и времени инсталации. Знам дека тие се потребни во функција на изградба. Да, меѓутоа треба да се подготви теренот за да инфраструктура, меѓутоа тука требаше да се почитуваат регуларната постапка и регулатива. Или имаме една друга ситуација кога на тие инвеститори им се овозможува преку така наречените позајмишта да експлоатираат минерални суровини сега од територијата на Дебрца, чакал и било што, и демек ја користат во функција на изградба на автопатот, меѓутоа тие не добиваат ниту концесија, ниту плаќаат за тоа нешто. Сето тоа значи оди на штета и на општината. А кој прави? Од друга страна, контролира колку суровини ваѓаат? Па тоа никој не го контролира, тоа ми беше зборот. А од друга страна, ако вие како приватен инвеститор сакате да експлоатирате минерална суровина еве во Дебрца, ќе треба да помините на сосема друга постапка, ќе треба да добиете концесија од Министерството за економија, согласно со општината, и потоа да плаќате за таа концесија, да плаќате за експлоатацијата и дел 80% од тие средства доаѓаат во општината. А сега еве на пример на Викторија, сето тоа го експлоатира без контрола, не плаќа ништо. Сакате да кажете дека, например, сега инвеститоров може со вашите суровини уште 2-3 тезги, ако се има фатено, и да си работи со суровините од Дебрца. Јас сум сигурен дека тоа може да го прави, затоа што кој води цела сметка и контрола колку тие минерална суровина експлоатирале од тоа место и го вградиле, да речеме, во автопатот. Така. Остануваме на тема екологија, што ќе се случува со депонијата? Па тоа е еден жежок костен кој што ќе треба да го решаваме. Најколку пати го елаборираме тоа прашање. Во моментов заврши еден проект кој што се спроведуваше преку Министерството за животна средина и преку финансирано од ЕУ фондовите.
А тој проект беше за подготовка на документација за воспоставување на интегрирани системи за управување со отпад во 4 региони, меѓу кои во југозападниот плански регион во кој спаѓа општина Дебрца. И сега сите тие документи се подготвени. Во тие документи значаен момент, она што нас не тангира како општина е дека во еден од тие документи како можна локација, така, или како што тие се од сите можни локации 12 кои што ги имале, предвиделе дека најповолна, тоа наводници се ја рекол најповолна е локацијата во Годивско поле, значи во општина Дебрца. Така. Меѓутоа, јас чисто, не само јас, тоа и граѓаните на Дебрца го кажа, меѓутоа и доста експерти кои што се организирани во едно координативно тело за против изградба на една таква постројка на територијата на Дебрца, кажуваат дека сепак тука не е водено сметка за неколку основни елементи. Не е водено сметка за еколошкиот момент. Треба да се има предвид дека и цела Дебрца, значи и Годивско поле, влегува во сливното подрачје на Охридското езеро, Годивска река, Мраморечка река и сите тие реки од тука извираат и го формираат текот на реката Статеска. Значи, тоа би значило веќе директно загадување на Охридското езеро, кое што од друга страна велиме е светско природно наследство заштитено од УНЕСКО и така. Понатамо, ние доаѓаме во ситуација да е на таква постројка носиме во општина која е најмал сутавач на отпад. За 9 општини тоа треба да биде од југозападниот плански регион. Исто така не е водено сметка и за тоа дека само на 1 километар од посечената локација има археолошки локалитети регистрирани во управата, односно во археолошкиот завод за заштита на спомениците на така. Сигурен сум јас и на завршната конференција полемизирајќи со лидер проектот, една грчка фирма ги имаше добиено тој тендер за изработка на таа документација, му укажав на тоа дали тие воопшто имаат побарано мислење на управата за заштита на културно наследство, дали имаат од хидробиолошкиот завод, бидејќи ние имаме побарано и кажано ни дека таму има и овие локалитети, археолошки локалитети, дека самото подрачје во сливното подрачје. Исто така, само на километар од таа локација, воздушна линија, имаме приватен инвеститор гради етно село. Имаме заинтересираност исто така во источниот дел, тука километар, 2 километри во Сливовски Анови за изградба на еден здравствен рехабилитационен центар. И сето тоа е неспојиво со една, ајде ќе ја речам тие како што велат, не е ова депонија, ова е фабрика за отпад. За преработка на отпад. Значи тоа е една модерна постројка. Точно е дека на запад има такви модерни постројки, меѓутоа ние кога ќе споменеме отпад кај нас, кога ќе споменеме депонија, она ни асоцира на оние диви нелегални депонии какви што ги имаме во Република Македонија. Толку затоа акцентот да го ставаме на тоа дека сепак она што кажува дека тие велат еве ќе ги изградиме на фабрика за отпад, а јас обично сакам да кажам во времето кога требаше во Дебрца се градат фабрики, тие се градеа во Охрид пример, под она тоаш урбанизација, индустриализација во времето на социјализмот, и населението од Дебрца, наместо од Дебрца тоаш да направиме дисперзирани погони или да отвориме емо. Ама и тоа веќе беше задостено. Наместо таму да отвориме кога имаше население фабрики, ние ги отвориме во градовите и ги пренатрупаме градовите со граѓани, ги опустошиме селата. Сега велиме ќе сакаме сметот да го преработуваме. Градиме фабрика за отпад во Дебрца. Не. Дебрца има други приоритети. Она што кажаме преходно проекти за развој на туризмот, за развој на здрава храна. Ние сите тие проекти во вода ќе ни паднат ако изградиме ако поставиме на таква постројка. Во една таква можам да кажам сепак иако е дел загадена, секаде ни е загадувањето присутно, сепак е се уште најчиста и најздрав живот на Сребрина. Лотирани се мини депонии низ Дебрца? Има на повеќе места диви депонии и ќе работиме на нивно отстранување. Тоа е проблем. Јас реков дека ќе повторно се враќаме кај механизацијата. Кај механизацијата да обезбедиме ни подобри, поквалитетни комунални услуги, да ги прошириме дејностите. Ние денеска имаме ситуација да речеме во горните дела на Дебрца,
Значи до Белчишта некаде се врши собирање на организирано, нагоре во другите села не се врши и сега луѓето нормално се доведени во ситуација која немате организиран но собирање на отпад, тие да офрлаат некаде. Да. И сето тоа создава се нелегални депони. Така. Да ги расчистиме тие такви депони, да воведеме организирано собирање на отпадот. Така. И нормално да преку едукација да им се укаже на граѓаните дека треба да ги користат услугите на комуналното предпријатие, а за секое фрлање на отпад спротивно на законските прописи си има и санкција. Мене ми останува да ви се заблагодарам за учеството во Јокламата. Ќе се видиме во некоја наредна прилика и ќе зборуваме повторно за она што го имате реализирано до тогаш и на што ќе работите. Ми беше задоволство што ми бевте гостини. Јас ви благодарам и стојам на располагање секогаш кога ќе ме повикате да се појавам тука и да презентирам и од она што сум го реализирал и она што не сум успеал да го реализирам во наредниот период. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и ви посакувам убаво попладне.